Благодарам на сите вас што сте денес овде на оваа трибина, резултати кои што прават разлика од областа на земјоделието. Навистина ми е многу драго затоа што Струмица е символиката на она што значи резултати кои што прават разлика. И секој пат кога сме сакале да покажеме како се победува и колку значи победата, сме започнувале од Струмица. Струмица за секој од нас е символ на она што значи и победа, и честност, и одлучност. И ви благодарам што еднаш. Сакам најпрво да ја расчистам дилемата, бидејќи ова не е предизборен митинг, ова не е средба за ширење на лажни вести. Денеска ќе зборуваме многу отворено и отчетно. Меѓутоа, лажните вести предизборните митинзи се одлика и забава за една друга политичка партија. За СДСМ државата е сериозна и одговорна работа. Тоа сме го покажали и во најтешките и најпредизвикувачките моменти. Го споделивме товарот на многу тешки, болни, но државотворни одлуки. Никогаш не калкулиравме со сопствениот рейтинг. Секогаш пред се и над се ни биле интересите на државата, на општеството, на граѓаните. Секако дека имаме направени и соодветни погрешни проценки, но никогаш не сме се повлекле од нашата одговорност. Напротив, СДСМ е сериозна партија во која што членуваат навистина прекрасни луѓе. Знам дека има и незадоволни во делот на она што значи колку брзо ги спроведуваме реформите, колку брзо ги реализираме проектите и колку брзо ги реализираме нашите ветувања спрема секој од вас поединечно. Знам дека некои очекувања не се обистинија, но не се тргнати од агендата и не се заборавени. Некогаш проценката за што е време, а за што не е многу важна за стабилноста на нашата држава. Не така одамна го слушавме зборот заробена држава. Тоа ни беше нашето име во еден извештај на Европската комисија. Тогаш кога ВМРО ДПМН беше на власт, кога се шепотеше, се молчеше за платите, за пензиите, за сите неправди. Граѓаните со страв беа замолчени. Тоа важно е да не го заборавиме, зашто волкот не станува јагне. Во таа трансформација секако дека ни децата не веруваат. Дозволете ми да се осврнам на последниот извештај на Европската комисија, кој некои, а особено опозицијата, се обидуваат овој извештај да го презентираат како најлошиот досега. Притоа заборавија дека на нив се однесува исто така еден добар дел од негативните оценки на овој извештај, како сегашни или поранешни кочничари на реформите и креаторите на политиките на оддалечувањето од Европската Унија. Уставните измени со кои впишувањето и на бугарите во Уставот е битен предуслов за нашиот европски пат, тие ги кочат затоа што наводно го бранат идентитетот. А ние секојдневно слушаме за нивниот лажен патриотизам и тоа е важно да не се заборави. Како што лажеа, па се свестија дека лажат дека ќе го укинат Преспанскиот договор, ако пак ја дофатат власт. Но нема да ја дофатат, затоа што во нивни раце зборот власт има навистина друго значење. И тоа е важно да не го заборавиме. Брисел овој извештај го нарече искрен и правичен. Тоа значи дека и искрено и правично работиме и како влада и како држава. Не ни е сеедно што нотираните слабости можеби на момент ги потопија сите оние позитивни мерки кои што ги имаме правено од 2017 година наваму. А тие не се малку, но тоа не сме да не обесхрабри и да не демотивира. Знаеме кои домашни работи треба да си ги завршиме, како што знаеме и дека како ќе напредуваме кон европската иднина, како ќе се движиме кон европскиот пат, така секако ќе имаме и поголеми резултати, и поголеми успеси, и затоа ќе имаме што повеќе резултати кои што прават разлика.
Ние сме во скрининг процесот и низ преговарачкиот процес, низ поглавијата, секако дека реформите ќе бидат спроведени да се постигнат по сите европски стандарди. Меѓутоа, гласноста на лажните патриоти имаше за цел да ја потисне веста дека Европската Унија има изготвен и соодветен план за раст на економиите на Западен Балкан. Овој план има за цел да го потигне и економското ниво, за да го приближи нивото на животниот стандард на жителите на Западен Балкан, сожителите во Европската Унија, нашиот стремеж. Отварањето на големиот европски пазар е голем поттик и за нашата економија. Секако, станува збор за 6 милиарди евра неповратна поддршка со отворање на еден единствен пазар и поголемо поврзување помеѓу регионалните пазари. Тоа е голема шанса која што нашата економија, убедена сум, нема и не смее да ја пропушти. Тука мислам и на земјоделието, на производството на храна и на вино. Нам не ни се непознати светските пазари, но сега на дофат ни е големата шанса. И ние ниту досега, ниту од сега нема да ги оставиме оние кои екзистираат од земјата, затоа што ние во суштина живееме од таа земја. Тоа е ставот и тоа е приоритетот на СДСМ. Затоа на чекор сме до целосно бесплатна зелена нафта, нешто кое што го имаме ветено во нашата програма и веќе ќе го оствариме комплетно. Воведовме грантови за поддршка на жените во земјоделската дејност, како што расте нивниот интерес, така и понатаму ќе ја зголемуваме поддршката. Преку грантови ги поддржуваме и младите земјоделци, грантови од 10 и 20 илјади евра, 40% авансна исплата и 3 години ослободување од трошоците за закуп на земјоделското земјиште. Во процес сме на креирање на посебна програма за младите фармери, кои што се навистина наша битна целна група. За прв пат имаме донесено грижа за мајчинството преку посебна програма, кој жената земјоделка добива надомест за новороденче. Ова е системско решение со што овозможуваме и поголеми права на жената како најсветата нејзина професија мајка. Од година во година ги зголемуваме субвенциите за македонското жолто злато, а тоа е тутунот. Нашата цел е стратегијата за производство на тутун 2021-2027 да биде од целосна полза на производителите на тутун. Винарството и лозарството се исто така сектори со висок приоритет за нас. Подготвено го пречекуваме моментот, затоа што правиме нов закон за виното, а тоа значи дека ќе може да имаме и европски партнери, односно нашите винари ќе имаат и европски партнери, бидејќи нашите винари се еден од клучните промотори на она што значи наша традиција и многу наши убави заложби. Војната во така наречената европска житница Украина, како да ја врати свеста кај сите нас за важноста на домашното производство на храна, кое што веќе е и безбедносно прашање. Свесни за овој факт ќе се направат и соодветни измени на Законот за земјоделско земјиште со цел секоја стапка обработливо земјиште да биде ставена во функција за производство на храна. Да нагласам дека со овие измени за прв пат го заштитуваме и квалитетното и обработливо земјоделско земјиште од манипулациите со неговата пренамена во градежна. Јас повеќе не би зборувала за земјоделието, но можам само да кажам во оваа прилика да искористам дека не ретко може да видиме еден успешен тим кој што си ја знае и си ја сака својата работа. Јас навистина сум горда што денеска на Бина сум заедно со едни врвни професионалци кои што направија земјоделието да биде гранка во нашата држава, која што ќе ниже исклучиво позитивни резултати од една страна, а од друга страна да може да соработува со сите целни групи кои што го засегаат овој ресор. И затоа сакам да им честитаме со еден аплауз за се она кое што досега го имаат сработено. Така се сака земјата и така се почитуваат оние кои што ја обработуваат. Сакам да знаете дека во СДСМ секогаш и за секогаш ќе имате сојузник. Ние знаеме дека вие не гледате напразно во небото.
И во олојни времења сме биле и ќе бидеме со секој од вас. Ви благодарам на сите да сме здрави и живи и да ни е богат родот.